civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Руско-украинската криза ја следам од почетокот, па можда и пред тоа, пред да дојде до криза, односите и она што можеше да наговести што ќе се случи. Во една ситуација пред да дојде до анексија на Крим, во еден разговор кажав дека постои голема можност да се случи и онда ме праша луѓе од кај знаеш. Ја реков не, ја не знам, јас само се плашам што може да се случи. Пред да образложам како ја гледам, односно Русија како ја гледа својата страна во целиот овој конфликт, знаете, луѓе доста ме прашуваат овие денови кога ќе заврши ова. Јас би направил паралела, бидејќи не можат сите да бидат историчари, ја не сум историчар, јас сум археолог и историчар на уметност, меѓутоа има допирни точки. Знаете ли колку траеше Париска мировна конференција после Прва светска војна? Траеше повише од една година. Така да не можеме да очекуваме дека руско-украинска криза ќе се реши сега. Макрон отишол, се вратил, отишол после тога у Киев. Сега германската амбасадорка е исто тука во све ова. Ова ќе трае. Ќе трае само дали кривата ќе оди кон некоја војна разврска, у што јас лично не верувам. Меѓутоа, како што напишав пред неколку дена, сега ќе имаме силно бридање на мускули да видиме кој и зашто повише ќе се испазари. Која е руската приказна? Ако следевте отварање на зимската олимпијада во Пекинг и ако прочитавте меѓу редови заедничката декларација која потпишаа Си и Путин, таму има една просто проширена реченица во која вика дека двете држави ќе се борат за зачувавање на политичките и војните придобивки на Втората светска војна. Сега, ако они тука мислат да зачување на придобивките против фашизмот, ксенофобија и така натаму, во ред, тоа е за поздравување, мислим, јас први го поздравил. Меѓутоа, ако мислел, а мислам дека мислел, Путин тука, на зачувување на оние поделбите, односно земјите кои што припаѓале некогаш на руската сфера, тогаш е тоа многу сериозно и многу опасно, бидејќи у тој контекст ќе влезе тогаш и Македонија, нели, бидејќи беше дел од тој социјалистички блок. И пред нивната изјава и потпишување на таа декларација, мислам дека Софија многу добро ги прочита тие намери, кога се огради од све тоа што би требало на некој начин земјите кои биле некогаш во сферата на руско политичко влијание да се дистанцират и да се одвојат од тоа. Ја не знам дали на Путин му е јасно дека помина времето кога можеше Москва да одлучува, односно да наметнува одлуки во овие бивши социјалистички држави кои беа под влијание на руската сфера. Меѓутоа, тој период е надминат и тоа би била анохрона некаква политика кој би он се обидел да ја води. Кои се руските интереси и погледи? Мислам дека во серија на преговорите кои се водат и кои ќе се водат, сигурно најголем оптимиста би бил некој кој би рекол дека до Великден ќе се договорат нешто. Ја викам, дај Боже да се договорат они до следниот Божич. Знаете, треба малце да ја разбереме Русија. Прво, Русија го изгуби оној најважниот европскиот дел на Советскиот савез, односно на Руската федерација, тоа е Украина. Че Украина и беше незе, да не кажам малце, и го дигаше тоа европското реноме на Русија, нели? Без Украина Русија се уште подсеќа малце на она феудална Русија. Тоа е под еден. По два, така една голема земја, односно многоброен тој народ и огромното пространство,
некои аналитичари сметат дека не може да се управува ако не е аутархичен систем. Значи дека тука мора да постои некоја чврста рука. Дали тоа ќе биде цар некој или ќе биде Путин во функција на некој цар кој што ќе пресекува све и така. Тоа е една работа. Втора работа е, да кажеме, каде би требале да ја разбереме Русија. Знаете, Русија е сериозно загрижена доколку Украина влезе во НАТО, тоа значи дека директно НАТО се доближува на нејзините граници. Сега да го парафразирам Путин, неодамна изјави. Замислите што ако Украина влезе во НАТО и реши да ја поврати територијата која што е изгубена на Крим. Дали у тој случај Русија треба да влезе во војна со НАТО алијансата? Теоретски тоа би било така. Меѓутоа, од друга страна, Русија се уште базира поголем дел на својата војна доктрина на тенковските битки. Знаете, ние во неколку локални војни кои што се случува во овие децении, да кажеме, видовме дека таков тип на војна е малце ненадминат. Така да и доколку би знаете, со толкава концентрација на тенковски единици и ракетни системи на украинската граница, Русија за неколку сати може да ја прегаси Украина, да влезе и да каже да, ние влеговме. Меѓутоа, тогаш покрај тоа што ќе се соочи со санкции, осуда од меѓународна заедница, така натаму, ќе се соочи и со партизанска војна. Украинците нема да седат мирни, поготово нема да седат со скрстени раце. Наравно, како секоја војна, едни ќе избегат, едни ќе останат и така натаму. Така да тоа би го исклучил. Но незината загриженост на некој начин има малце оправдување, бидејќи нема да се чувствува Русија комотно доколку инсталациите на НАТО бидат поставени на неколку километри од нејзината граница. Но во целата ситуација она се понаша малце, знаете, она како слон во дуќан за стаклени производи. Сега не знае како да се мрдне да не остави некој погрешен ефект. Мислим дека од почеток требаше да оди со еден малце посталожен, помирен и не сериозен, него поразбривлив диалог со западните партнери. Они тргна веднаш на оштро, не, ние така решивме, така мора да биде. Не мора да биде така. Ултимативни решенија никогаш не донеле добри резултати и нема да ги донесат ни сега. Мислам дека Лавров тоа почнува да го разбира. Колку го разбира Путин, не знаеме, затоа што Русија е толку медиски затворена земја, незината политика унатрешно не се меша, така решиле. Меѓутоа, тотално е нетранспарентна кога се во прашање меѓународните односи и глобалното разместување на коцкички, каде што би требала да биде сепак малце потранспарентна, затоа што ние сега имаме информации кои доаѓаат, да кажеме, од Западната алијанса и од западните партнери дека Москва одговорила писмено, меѓутоа Кремљ упорно го демантира тоа и вика не испративте никаков одговор. Сега, испративте или не испративте. Ја разбирам каде е тука страв. Ако каже испративме, сепак ќе се судри со одредени демократски, продемократски структури во самата Русија, кои што ќе постават прашање, шефе, што пишуваше во тоа писмо, дај да видиме, сепак не е ова феудален систем, не е Русија твоја собственост, знаете. Првите што би поставиле такво прашање се, меѓу другото, и руските олигарси, кои во оваа цела ситуација се на ивица на ножот, дали ќе загубат од делот од своето богатство или ќе успеат да го сочуват, затоа што секоја криза носи сериозни економски проблеми. Ние во текот на овие неколку недели имавме варирање на вредноста на рубља. Нели, паѓаше, па вчера повторно се искачи на 80 рубли и така натаму. Како тоа влијае на нашиот регион? Па, знаете како влијае на нашиот регион? Ако зборуваме за регионот на Западен Балкан,
и пошироко на земјите кои што припаѓале некогаш на таа руската сфера, влијае на два начина. Влијае и политички, влијае и економски, и влијае и безбедносно. Кога зборам безбедносно, не мислам во тоа дека Русија нешто сега ќе инсталира тука или ќе не нападне, меѓутоа влијае на создавање на психоза кај луѓето и психоза на страв. А кога живеете во страв, вие немате рационално размислување, немате рационални одлуки во било кој поглед, дали е тоа политика, дали е култура, дали е образование, значи живеете под една врста на напнатост. Тоа го видовме и од седниците, да речеме, во бугарскиот парламент неодамна, каде што дојде до тоа дали вака да направиме, дали така да направиме. Тоа го имате во Унгарија. Во Унгарија е тоа уште поприсутно, меѓу другото и од други причини. Сега не е време многу глобално да се расплинеме Имено, и меѓутоа можеме да ги поканиме нашите читателки и читатели да ги читаат анализите во цивил затоа што ние влегуваме сега, за месец дена влегуваме во еден сериозен изборен процес во Европа. Имаме избори во Франција, имаме избори во Унгарија, имаме избори во Словенија, имаме избори во Србија. Значи, секоја од овие земји, од секој политичко руководство, односно челниците или председатели, ќе гледат меѓу другото да од руско-украинска криза нешто ако можат да добијат и на внатрешно политичкиот план во функцијата на предизборните кампањи и така натаму. Тоа прво го видовме сега од Макрон. Нели, Макрон сака да се постави како лидер од Франција кој ги решава геостратешките проблеми во Европа и во светот. Секоја чест, посетата на Москва беше многу значена. Да се вратиме на регион. Писарев, се извинувам, оваа криза во голем дел и на некој начин внесе поларизација, поделба во општеството, во јавноста, во медиумите. Едните се проруски, другите се прозападни. Тешко може од целата пропагандна прашина да се видат на вистина кои се фактите, што се случува вистински на теренот, кои се интересите на земјата во која живееме пред се, а не да ги решаваме проблемите за тоа кој олигарх од која страна ќе заработи повеќе или ќе изгуби повеќе од оваа криза. Јас мислам дека е важно да се истакне тој факт дека дури и ништо да не се прави, оваа криза влијае врз општеството и во регионот, и во нашата земја, од овие податоци и врз целиот свет, цела Европа, ако ништо друго. И изборните контексти се веќе фајн-тюнирани во контекст на руско-украинската криза. Видите, руското влијание во Македонија е од секој пат присутно и од секој пат доста силно. Тоа го имавме и во серијата на изборите парламентарни и така натаму влијание. Особено референдумот во 2018. Особено референдумот, така е. Меѓутоа, знаете, следам она што се пишува и ме загрижува еден друг факт. Ние имавме вчера или завчера беше денот на борба против, односно денот на заштита на интернет, нели? Управо од лажните вести, од таква врста на пропаганди. Тука е многу битно да што повише цивил тоа го прави, многу успешно и многу силно, меѓутоа треба да се направи на многу посилна коалиција против тие лажните вести. Пред некој ден читам еден текст на некој од порталите, каде е македонски портали, објавена голема слика на Путин и вика, еве Путин што кажа. И сега пишува тоа, кажал ова, кажал ова. Меѓутоа, никаде не пишува каде Путин тоа го кажал. Значи, очигледно е дека нити Путин тоа го кажал, нити Путин има врска со тоа. Меѓутоа, имат врска другите служби кои што се задолжени за еден таков вид на пропаганда и на една врста на таква хибридна војна. И сериозни луѓе, значи, ми викат, прочитал ли што кажал Путин? Викам, да, прочитал. И што викаш? Па викам дека не го кажал Путин. Како не па пишува? Да, ама не пишува никаде го кажал, за кого го кажал. Ако Писарев кажал, да, он го кажал вчера во цивил медија. Значи имаме некој извор кој е респектабилен и знаеме каде кажал. Сега, самата
во самиот руски вестник, ја еднаш ми се чини баш кога имавме вака трибина, кажав треба луѓе малце да читат и да го листат овој рускиот Yandex.ru. Некои од нивните аналитичари кои што се освенуваше на парламентарните избори во Македонија и ова партија, како се викаше, која што е пандам на Единствена Русија, на овој бившиот полицаец кој што помогнете ми како се викаше. Да, лидерот Јанко Бачев. Прво, како Јанко Бачев преку ноќ стана професор на рускиот универзитет, мислим, одеднаш, нели, во Свети Николе. Ајде да не дискутираме Да, човекот. јас би сакал, ако... Меѓутоа, само мало да се осврнем, значи, во анализата на рускиот новинар, околу изборите, вика вака: имав прилика да посетам партијата на Јанко Бачев, која што се декларираше како сериозна партија која ќе однесе голем број на гласови ова, и вика да ја дочерам атмосферата на таа партија. Да влезете во нивните канцеларии еден страшно пропаднат и излитен таписон, али затоа руското знаме е ново и многу големо, многу поголемо него што е целата партија. Сакам да кажам, кога се определува една структура општествена кон некоја опција, треба да има малце да го погледа бекграундот и да види во што Русија, да речеме, придонела за развојот, дали е тоа економски или не знам каков, во Македонија. Знаете, освен знамињата кои што ги има добиено партии и одредени структури да мастат со нив, да, друго ништо. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.